12 години Оффест, 12-тата евеа. Што е она што е карактеристично во ова програма која што годинава оценка е на сите дека е мощна и сериозна? Па годинава мислам дека е покарактеристично тоа што имаме учесници од поголем број на земји и континенти, него досега, значи има Индија, Шпанија, Финска, Македонија, Турска, Мароко, Сенегал, Колумбија, Кореја, и тоа внимателно избрани учесници, многу познати не само во своите земји, туку веќе во светот. И тоа беше една генерална идеја која инаку ние ја следиме со години, бидејќи се работи за фестивал на така наречена World Music, една немузичка категорија или и етно, а да се каже е погрешно, така да видиме, наистина имаме еден широк спектар на учесници и различна музика која доаѓа од многу разни правци на светот. Оффест се случува во лето, а еве уште еднаш се појавува и тој проблем нели со недостаток на една летна сцена, на една сцена на која што би можело да се одржува ваков фестивал. Тоа е еден од главните хендикепи на фестивалот, што го одржуваме во затворен простор. Скопје едноставно нема летна сцена, се она што може да кажете Кале, Куршум, Лијан и така натаму, се тоа не може да се адаптира за Оффест, затоа што еден мал или поголем дожд кој го има во овие периоди во попладневните часови практично оневозможува концерт. Што мислите, потребна ли и таква сцена? Па за таква сцена ја зборувам со години, 15-20 години, кој што зборувам 15-20 години за реновирање на универзалната сала, меѓутоа ќе се очекува уште 15, 20, 50 години. Очекувате ли публика? Има ли доволно заинтересирани со оглед на тоа дека овој вид музика, па како и џезот, не е застапен на македонските медиуми? Па за среќа веќе се изгради една традиција Оффест, така да си има една своја редовна публика која не се разбира број со илјадници посетители по концерт, така да е направена една традиција и се разбира дека не е лесно да се форсира една музика која е веќе етаблирана во светот, особено во процесот на глобализацијата. Не е едноставно да се пренесе кај нас, затоа што практично се случува еднаш годишно концертно, а на радијата, телевизиите практично ја нема.